Добродојдовте во училница. Јас сум Гала Бадавчевска, оделенски наставник на Основно училиште Кочо Рацин од Кумано. Предмет за изучување за овој час е математика. Наставна содржина со која што ние денеска ќе се запознаеме е читање вредност од вредносодмерна скала за фатнина. Наставната содржина е наменита за ученици од 4-то оделение. Цели: запознавање со стандардни мерни единици и нивните кратинки: милилитар, центилитар, децилитар, литар, декалитар, хектолитар и килолитар. Проценка, мерење со мерни инструменти за волумен и нивно запишување. Да се користи односот помеѓу познатите единици за зафатнина и претварање од една во друга во дадена ситуација. Да се знае значењето на деци, центи и мили. Користење на децимални записи за запишување на резултатите од мерењата. Потребни средства и помагала, тетрадка и прибор за пишување. Да се потсетиме. Што представува волумен или зафатнина? Простор што зафаќа одреден сад или колку течно содржи садот. Која е основна мерна единица за мерење на зафатнина, а кои се останатите? Основна мерна единица за волумен, односно зафатнина е литар, а се бележи со Л. Помали мерки се милилитар, МЛ, центилитар, ЦЛ, децилитар, ДЛ, а поголеми се декалитар, ДАЛ, хектолитар, ХЛ и килолитар, КЛ. Можеме да забележиме дека сите кратинки се напишани со латинични букви. Го гледаме сега скалилото на кое што се наредени сите мерки за мерење на волумен. И ќе забележиме на најниското скалило е и најмалечката, односно најмалата мерна единица. Секоја наредна е за 10 пати поголема од неа, или ако тргнеме од најголемата, секоја наредна е за 10 пати помала од претходната. Па значи, тоа можеме и вака да го забележиме и да заклучиме. Секоја наредна е за 10 пати поголема или за 10 пати помала од претходната. Па сега ќе кажеме дека 1000 милилитри е еднакво на 1 литар, 100 центилитри е еднакво на 1 литар, 10 децилитри е 1 литар, 1 декалитар има 10 литри, 1 хектолитар има 100 литри и 1 килолитар има 1000 литри. Ако во тетрапакот млеко погледнеме внимателно, ќе забележиме дека има 1 литар или 10 децилитри или 100 центилитри, односно 1000 милилитри. За мерење на помали количества се користат садови наречени мензури. Еве вако сад сигурно сте виделе, но садовите може да бидат од различна големина и форма, зависно од тоа каква количина ние ќе мериме, поголема или помала. Пред вас стои една мензура и ако внимателно погледнете, може да забележите дека има повеќе скали со различни мерни единици. Првата скала е милилитар, втората е центилитри, децилитри и литри. Овде ќе погледнеме дека скалата со литри, милилитри, децилитри, садот можеме да го поделиме и на половина, 1/4 или 3/4. Сега да започнеме. Ќе го наполниме садот со сокче од јаболко и дојдовме до една количина. Мерката ни покажува 300 милилитри. А 300 милилитри би било исто како и 30 центилитри, 3 децилитри или 0,3 литри.
Ако во садот сипеме млеко, количинава сега што сме ја сипале, сме дошле до 500 мл, а тоа е 50 центилитри, 5 децилитри или 0,5 литри, или ќе кажеме една половина од литар. Но ако садот го наполниме сега со сокче од морковче, мерките би биле, количината би била помеѓу 800 и 700 милилитри, а тоа би било 750 милилитри или 3/4 од литар. 750 милилитри е еднакво на 75 центилитри, 7,5 децилитри или 0,75 литри. И ако сега во садот ставиме количина на сокче од портокал, ќе дојдеме до 1000 литри, 100 центилитри, 10 децилитри или 1 литар. Сега можете да го зауставите видеото и во вашите тетрадки да ги запишете мерните единици за мерење на зафатина и нивниот однос. А сега ние ќе размислиме колку простор зафаќа 1 литар. За да имаме подобра представа, ќе земеме пример со една кутија чии рабови се сите по 1 метар, а знаеме дека таква кутија, таква геометриска форма, каде што сите димензии, должини се со 1 метар, тоа е коцка. Сега, ако должината на работ ја поделиме на 10, значи сега би добиле наместо 1 метар, 1 дециметар. А сега, коцката со рабови од 1 дециметар, ако ја издвоиме и истата ја наполниме со вода, ние би го исипале целото шише од литар, би ја наполниле целата коцка. Па така. Сега можеме да кажеме дека едно шише литро е еднакво на иста количина колку што би собрала една кутија со димензии од 1 дециметар, должина, ширина и висина. Сега, за да имаме подобра предпоставка или представа за тоа колку собира поголемата мерка од 1 литар, а тоа е декалитар, значи би требало да наполниме 10 такви кутии. Значи, само еден ред од 10 кутии би било 1 декалитар. Но 10 такви реда тогаш би било 1 хектолитар. Значи, хектолитар, ако оваа кутија ја наполниме до таа висина, каде сега што покажува стрелката, тогаш ние би наполниле 1 хектолитар. Додека 10 такви реда, значи како замислиме како зграда, 10 такви спрата, тогаш ние би ја наполниле кутијава и би имале количина, односно волумен од 1000 литри, а тоа е 1 килолитар. Па сега да се вратиме ние назад, да видиме која количина на течност можеме да измериме со секој од овие садови. Вие сте виделе оваа мензура во вашите домови и таа би собрала исто колку што би собрало и оваа шише од 1 литар. Филџанот за кафе собира многу помалку. А колку е тоа? Че од ова шише би наполниле 10 вакви филџани, а тоа значи дека во тој филџан има 1 децилитар. Со ваква мензура направа би мериле центилитри и милилитри би ги мериле во вакви ампули. Поголемите количини би ги мериле во кофа. Оваа кофа, по вашата проценка, колку би собрала? 10 литри, а тоа е 1 декалитар.
Потоа буре, што би собрало 10 кофи, а тоа би било 1 хектолитар или 100 литри. И да се уште еднаш вратиме на претходниот след што го видовме. Кутија која што има димензија на рабови од 1 метар би собрала 1 килолитар или 1000 литри. Ајде сега да видиме колку научивме, да го примениме нашето знаење. Првата задача вели вака. Процени која од понудените мерки е соодветна за садот според сликата. Чаша за чај. Колку може да собере? 500 литри? 40.000 центилитри или 6.000 децилитри? Не, тоа е сепак премногу. 200 децилитри би било 20 литри? Не. 1000 центилитри, тоа е 100 децилитри или 10 литри? И тоа не. 250 милилитри, тоа е четвртина од 1 литар. Да, тоа е точниот одговор. Втора задача, колку течност има во секој од садовите? Хајде да видиме првиот бокал. Висината доаѓа до 200 милилитри, па ќе речеме има 200 милилитри. Во вториот бокал е на 100 милилитри. Третиот, помеѓу 300 и 400, 350, помеѓу 0 и 100 е четвртиот, а тоа е 50 милилитри. Наредниот е 400 милилитри и помеѓу 400 и 500 тоа е 450 милилитри. Следната задача вели обележи го точниот одговор според количина на течност во секој од садовите. Едно шише колку може да има, литар или 10? Секако литар. Шолја за чај, литар или четвртина литар? Четвртина литар. Еден балон во кој што имаме течност, како што гледаме, до средина, или помалку од средината, дали собира 3 литри или 300 литри? 300 литри, тоа би било како 3 буриња. Секако не. Значи, одговорот е 3 литри и мало во шише ќе собере половина литар. Наредната задача вели количина течност од 48 децилитри да ја изразиме во литри, центилитри и милилитри. Значи, во 48 децилитри има 4,8 литри. Или има 480 центилитри или 4800 милилитри. Петата задача вели вака. Во буре од 1 хектолитар со вино имало 74 литри. Во веселбата останало една половина од бурето. Колку децилитри вино се потрошило? Во 1 хектолитар има 100 литри. Една половина од 100 литри е 50 литри. Од 74 литри, ако ги извадиме 50, што останало, значи се потрошило 24 литри, а 24 литри е еднакво на 240 децилитри. И последнава задача што ја имаме за денеска, вели вака, размисли и одговори. 1 литар има 10 децилитри. 0,4 литри еднакво е на 4 децилитри. 7 децилитри е еднакво на 0,7 литри. 5 децилитри е еднакво на 50 центилитри. 1/4 од литар е еднакво на 2,5 децилитри. 2,9 литри е еднакво на 29 децилитри. 1/4 од литра е еднакво на 25 центилитри и 5 децилитри е еднакво на 0,5 литри. И сега, малку за оние што сака да научат нешто повеќе, за најљубопитните ќе кажеме уште еднаш, зафатнина представува колку простор зафаќа она што треба да го мериме. Дали само течностите
можат да измерат запатнина. Како би можел да се измери запатнина на некој предмет кој има неправилна форма, како на пример камен? На каменот можеме да му измериме маса, но колку простор зафаќа тој, односно колку волумен има, можеме и вака. Ако сега во 1 сат со одредена количина на течност, во истиот го додадеме каменот, ќе видиме дека водата се подига. И сега разликата каде било претходно течноста и каде е сега, течноста што се подигнала, тоа е разликата всушност и волуменот на предметот кој што е ставен во вода. Ова исто можеме да го забележиме вака. Ако на сад во кој што има отвор, го полниме до местото нели каде што може тој истиот да собере, неколку ставиме повеќе тоа ќе истече, го ставиме предметот што сакаме да го мериме и истиснатата вода, волуменот на истата вода би бил всушност волумен на предметот. Ова се задачи за дома, вие ќе го зауставите видеото, внимателно ќе ги прочитате и решите задачите. Пораката што ја имаме са денеска од оваа чиста капка вода вели: јас сум вода, не заборавајте, напите се и вие една полна чаша. А мене ми останува да се надевам дека успеав да го задржам вашето внимание и дека имате појасна представа за мерки за волумен и нивниот однос, па ќе речам, драги ученици, останете во добро здравје, весели и со насмевка чекајте го секој нов ден, а ние наставниците секогаш сме тука за вас.